зголемувањето на свесноста нели за нашите бубрези од особено значење и секако потекнувањето на превентивно однесување. Токму вчерашниот ден, светскиот ден на бубрегот, не беше повод за овој утренски разговор со мој денешен соговорник Душко Георгиев, председател на Нефран. Добре дојдовте во утринската на Телма. Како Добро утро. Добро утро и поздрав до вашите гледачи. Како што напоменав и во самата најава вчера, нели, се одбележуваше светскиот ден на бубрегот, кој се одбележува некаде од 2005 година чином. Зашто, каква е целта на овој ден всушност? Како да се зголеми таа свесност за нашите бубрези? Не само вчерашниот ден, нашето здружение од самиот почеток е вклучено во одбележувањето на светскиот ден, кој што се одбележува во најголем дел од државите. Тој ден почна да се одбележува во светски рамки од 2006 година и ние, значи, ова година по 18 пат го одбележуваме денот. Нашето здружение постои 20 години и на нас за 20 години имаме активности во врска со бубрежно болните и трансплантираните пациенти. Кои се оние најчести заболувања кај популацијата? Јас ќе зборувам за бубрежните болести. Бубрежните болести се едни од најчестите заболувања и во светски рамки некаде околу 10% од популацијата има некаква бубрежна слабост, меѓутоа многу помал дел од тие завршуваат во она терминална, крајна фаза, кога е неопходно лекување со диализа. Кај нас просекот е сличен, значи 10% од вкупната популација и кај нас има некаква бубрежна слабост, а со диализа имаме поголем број од жените во однос на мушкарците. Разликата е околу 1-1,5%, значи 10% са мушкарци, 11% кога нешто се жени. Дали има нешто во нашето секојдневие, во повеќето, нели, кај повеќето луѓе, кои што има негативен ефект врз нашите бубрези? Пример, нездрава храна, никотин? Секако, и тоа не е еден фактор повеќе, имено ние секогаш истакнуваме тие 8 златни правила, кои што се причина и начин како да се спречат бубрежните болести. Имено, најчеста причина за бубрежните заболувања е хипертензијата, диабетот, лошата исхрана. Значи, треба здрава исхрана, не треба да се пуши, треба да се пие поголеми количини на вода, не треба да се земат лекови на своја рака и една од причините е исто треба да се внимава на телесната тежина, имено гојазноста е една од причините за бубрежните заболувања. Така да, кратко речено, во една реченица, треба да се води здрав живот и да се внимава на бубрезите, затоа што бубрезите се едни од највиталните органи во човечкиот организам и доколку тие имат нарушена функција, имаме после и кај другите органи, имено во целокупната здравствена состојба на човекот. Ако не се грижиме за нашите бубрези, може да предизвикаат фатални последици во однос на другите органи. Така е, баш така, вика, чувајте ги бубрезите, го чуваме нашето здравје. Тоа беше едно од мотото на поранешниот светски ден на бубрегот, затоа што секоја година светската организација има свое мото во одбележувањето на светскиот ден. Ова година, веројатно испровоцирани од катастрофите што се дешаваат во окружувањето, мотото е здрави бубрези во услови на криза. Може би ова е последна опомена, затоа што ние практично бевме со пандемијата изместени од целата ситуација и тоа бубрежно болните го најмногу осетија, затоа што нивната терапија не може да се земе било каде, тие морат преку еден ден да одат 4 до 5 часа на диализа и вакви случаеви, катастрофи, природни или предизвикани од луѓето, и те како ќе го угрозат нивното здравје, затоа што ако не се превентивно спремеме, ако немаме
трасирано патеки и протоколи за нивно лечење во како најранлива категорија во услови на криза, тогаш ќе биде касно, затоа што ние не можеме да се припремаме или чекаме подолг период за да ги третираме. Секој пациент, ако за 2 дена не ја зема својата терапија, тој веќе нема да постои. Имаме ли некои најподложни категории на луѓе во однос на овие бубрежни заболувања? Пример, дали децата често имаат заболување на бубрезите? Бубрежната болест не бира пол, не бира возраст, не бира други припадности на ова. Меѓутоа, сведоци сме и статистиката покажува дека луѓето над 75 години имат поголем процент на заболувања, имено во светски рамки тој процент се движи до 50%. Значи секој втор жител над 75 години има некаква бубрежна заболување. Младата популација има многу помал процент, меѓутоа не е реткост да ние од самото раѓање или деца на мала возраст имаме на диализа. И затоа една од активностите на нашето здружение кое континуирано се спроведува 20 години е едукацијата. И тоа е едукацијата на најмладите деца. Имавме проекти од неколку години во школите каде што преку едукативни предавања соодветно ја доближуваме проблематиката како треба да се чуваат бубрезите. Затоа што ако се научат децата од мала возраст, тие навики ќе ги стекнат. И навистина бевме одушевени како тие тоа го примат. Значи, не пите газирано, не земајте шеќери, ајде за пушењето да не збориме, тоа ќе го научат и сами после. Значи, истите тие предавања, ама дословно ги пренесуваат во своите фамилии и одзивот беше поголем. Со пандемијата мораше да се прекинат тие предавања, меѓутоа со наши одговорни компании ние ќе продолжиме понатаму. Еве, велите, полесно е да кажем кај децата да се стекне таа навика, односно свесноста, но како да ја зголемиме свесноста кај повозрастните, бидејќи многумина знаат да чекаат на народски кажано нож до коска, па тогаш одат да посетат медицинско лице. Пак ќе речам, превентивата е една од најдобрите заштити. Значи, пошто бубрежните заболувања не болат, се манифестираат тек во крајниот стадиум. Затоа е неопходно сите, барем еднаш годиш, а се откриваат многу лесно. Значи, со анализа на креатининот во крвта и во урејата анализа на мокрашата, ние веќе знаеме дали имаме некаква бубрежна слабост и затоа е неопходно редовни годишни контроли, барем еднаш, за да се види состојбата на бубрезите. Не болат, подмолна болест е, меѓутоа кога ќе дојдат во краен стадиум, тогаш е веќе касно и обично тие пациенти завршуваат на диализа или евентуално доколку имаат услови, се трансплантираат за да го продолжат животот нормално. Имам уште едно прашање. Дали според вас сметате дека треба да се стави акцент за свесноста на бубрегот не само на светскиот ден, туку и останатите денови од годината, односно дали треба почесто да се зборува на оваа тема? Ние зборуваме за тоа за 20 години. Да, значи, светскиот ден само символично се одбележува секој втор четврток во месец март. Меѓутоа, ние имаме сега активности во текот на целиот март, во текот на целата година. Значи, мораме почесто да зборуваме и да причините и последиците од невнимание кон бубрезите треба да се доближат до луѓето. Значи, преку едукативни предавања, преку секојдневни зборувања, треба луѓето да бидат свесни на кој начин треба да ги чуваат своите бубрези. И пак ќе речам, умереноста и една здрава исхрана, еден нормален живот е предуслов за да бубрезите
функционират, а со тоа и нашето здравје да биде подобро. Ви благодарам многу за разговор. Благодарам и на вас затоа што вие сте нашиот збор кон гледачите.